Слободата тогаш беше нивна цел, а сега најголемото богатство да се биде свој на своето, да се пулсира по патеките на постојаниот развој, истакна на почетокот од навраќањето на 18 ноември 1944 година професорот по историја во Гостеварското средно економско училиште Радислав Џиновски, пошто пред присутните на свечениот собир накусо ги представи демографските и други карактеристики на некогашен и денешен Гостивар. Професор Џиновски хронолошки подсети на покрупните и позначајните настани кои му претходеле на ослободувањето на првиот град на Вардар и на мигот кога гостиварци за прв пат ги почувствувале придобивките на слободарското живење, извојувани со исклучително херојство на Народно-ослободителната војска. Гостивар и гостиварско честно го дадоа својот придонес во големата и пресудна борба за слобода. Според теророт врз говоракиот народ, Гостиварско е меѓу најповеќе настраданите во Македонија. Затоа не говори само бројот на жртвите на фашистичкиот терор. Балистичките предавници плячкосува, претепува, силува, заедно со окупаторот Темел ги опожарија во станичките села Леуново, Мичифорово, Маврово, а извршија невиден злостор во село Беличица. Од нашиот град паднаа 322 активни борци за слобода и 158 жртви на фашистичкиот терор. Повеќе стотици зедоа директно учество во оружената борба со непријателот. Прогласени се 5 народни герои, неколку учесници во нов израснаа до генерали, а голем број уште во текот на војната израснаа во раководен кадар. Македонците, албанците и турците за прв пат ги почувствуваа благодетите на слободното живење и не желејќи ни труд, ни време, се впуштија во изградба и обнова на разрушеното, создавајќи сигурни патеки за поубаво утре. Патот на слободата на денешниот свечен собир, што по повод 18 ноември, денот на ослободувањето на Гостивар, го организираа борците од овој регион, преку стихови го представија учениците од економското училиште, а сите заедно по тоа се опатија кон градскиот парк пред заедничката групница на паднатите борци. Тука на спомен од бележието букети цвеќе положија представници од боречката организација на војните старешини, на пензионерите, како и од неколку политички партии, здруженија и училишта.